Добро вечер. Го гледате централното издание на Дневникот на К1, а во него ќе гледате. Јазикот обединува. Децата творат за промоција и зачувување на мајчиниот јазик. Во тек е четвртиот оглас на Фондот за иновации и технолошки развој, за кој на располагање се 1,45 милиони евра. Се реконструира спомен Костурницата во општина Неготино. Бизнес конфедерацијата на Македонија одржа деловна средба со претприемачи на компании од Кавадаречко-Неготинскиот регион. Во Тиквешкиот регион има околу 2300 микро, мали и средни компании. Во Кавадарци денеска се одржа првата од серијата средби кои ќе се одржат во повеќе градови во Македонија и ќе опфатат голем број на компании. Кои се приоритетите, какви се очекувањата и изнаоѓање решенија за подобрување на бизнис климата во Македонија? За овие прашања дискутираа денеска предприемачите и представниците на микро, малите и средните компании од Тиквешијата. Представниците на компаниите ги изнесоа проблемите со кои се соочуваат секојдневно во создавањето одржлив бизнис, деловност и обезбедување иднина за своите компании. Предлог политиките кои ќе почнат во иднина да делуваат навистина за подобрување на социјоекономската состојба, односно на бизнис климата во Тиквешкиот регион. Она што е најважно за нас е дека бизнисот треба да со своји зборови од своите чувства и од она што го чувствува во моментот да на некој начин да го пренесе за да можеме ние понатаму кога ќе се формира владата и кога ќе се формира и новата локална самоуправа да земеме да ги предложиме тие политики како би можеле да вистина да доприносиме околу бизнис состојбите во Тиквешкиот регион. Со цел надминување на проблемите со кои се соочуваат компаниите, Бизнис конфедерацијата на Македонија има изработено платформа од предлог политики и стратегии базирани на најпроблематичните точки во работата на деловните субјекти. Продуваат со плод затоа што на некој начин тука и црпиме идеи, меѓутоа исто така и предлози. А сето тоа на некој начин го канализираме преку економско-социјалниот совет во Кавадарец или локалниот економски социјален совет и нормално предлог политики до владата за да може да се фокусира на овој плански регион. Така да од овдека се слушаат идеите и нормално секогаш има начин како се прифаќаат и како се спроведуваат. Во Кавадарци денеска се одржа првата од серијата средби кои ќе се одржат во повеќе градови во Македонија и ќе опфатат голем број на компании. Инаку во Тиквешкиот регион има околу 2300 микро, мали и средни компании, а најчести индустријски гранки во кои се активни се трговија на мало и големо, преработувачка индустрија, транспорт и складирање и слично. До 3 мај 2017 трае повикот на Фондот за иновации и технолошки развој за подршка на заинтересираните старт-ап предпријатија кои може да аплицираат за грантови до 30.000 евра за да развијат иновативно решение со глобална перспектива. Валентина Михајловска информира на оваа тема. Во моментов во тек е четвртиот оглас на Фондот за иновации и технолошки развој, за кој на располагање се 1,45 милиони евра. Оваа година за таа намена се планирани 3,7 милиони евра. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски информира дека и во следната година продолжува поддршката. Во изминатиот период преку Фондот за иновации и технолошки развој, Владата на Република Македонија и Министерството за образование распределија 1,5 милиони евра. Ова е само приказ и доказ дека во рамки на процесот на развој, не само на развојот на целокупниот бизнис сектор, туку и на развојот на иновациите, како влада, министерство и сега го фондот, сме исклучително силно посветени и ќе продолжиме во следниот период со ист интензитет, затоа што само на тој начин може да се биде конкурентен на домашен, но секако и на меѓународен план. Тука дополнително им даваме техничка помош, консултантски, менторски услуги и слично, за да им олесниме подобро да опстанат и по завршување на поддршката од фондот. Повикот кој го објави Фондот за иновации веќе е во тек и истиот ќе трае до 3 мај.
На истиот можат да аплицираат сите заинтересирани стартап компании за грантови до 30.000 евра. Предвидена е и поддршка за 10 микро, мали и средни предпријатија. Општина Кавадарци објави јавен повик за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови. Иницијативите може да се доставуваат во електронска форма преку информацијскиот систем e-урбанизам или во писмена форма во архива на Општина Кавадарци. Секое заинтересирано правно и физичко лице во тек на јавниот повик може да достави иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови и тоа детални урбанистички планови за села и урбанистички планови настрана од населеното место. Иницијативите може да се доставуваат во електронска форма преку информацијскиот систем e-урбанизам или во писмена форма во архивата на Општина Кавадарци. Предмет на иницијатива може да биде нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички планови. Јавниот повик трае од денеска до 21 март 2017 година. Светот денеска го одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Јазикот е суштинскиот белег на идентитетот на секоја група или поединец, кои представуваат хармонична поврзаност помеѓу глобалното и локалното. По повод овој ден градската библиотека Гоце Делчев од Велес подготви низа активности, меѓу кои литературен конкурс на тема Мојот јазик, тоа сум јас. Катерина Нацава со деталите. Денеска, кога се одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари, во насока на зачувување на истиот, градската библиотека Гоце Делчев Велес подготви низа активности, меѓу кои литературен конкурс на тема Мојот јазик, тоа сум јас. Во светот денес се зборуваат околу 6000 јазици, а на половина им се заканува исчезнување во многу делови на светот. Токму и затоа работиме во таа насока, конкретно на зачувување на нашиот мајчин македонски јазик, рече Крајчев. Вредноста на македонскиот јазик како еден јазик, не би рекол мал јазик, туку би рекол јазик кој што е зборуван од мала група, мала популација, затоа што верувам дека не постојат мали и големи јазици, туку јазици кои што се зборувани од мала или голема група на луѓе. Македонскиот јазик како јазик кој што е зборуван од мала популација е во еден вид опасност од исчезнување, затоа треба дополнителни напори да се негува овој јазик. Граѓаните мислам дека се свесни за оваа опасност и поради тоа и го ценат и го негуваат мајчиниот јазик, преферираат литература на македонски јазик. Со овој литературен конкурс го завршуваме и чествувањето на нашиот патрон 4 февруари, раѓањето на Гоце Делчев, изјави Крајчев. Во соработка со Советот на млади на Општина Велес, целта ни е да ги поттикнеме младите преку пишаниот збор да го сочуваат мајчиниот јазик. На тој начин сакаме да ги мотивираме основците и средношколците од Општина Велес да ја согледаат важноста и вредноста на мајчиниот јазик, без оглед на тоа кој мајчин јазик е нивен, дали е тоа македонски, турски, албански, ромски, сеедно, значи ги мотивираме да творат и да преку стих или преку проза сеедно да ни кажат и нам и на сите оние кои што ќе ги видат тие песни, зошто мајчиниот јазик е вреден и зошто треба се негува и се цени. Јазиците се силен инструмент за зачувување и развивање на културното наследство. Движењата за промоција и ширење на мајчиниот јазик и понатаму остануваат приоритет на Советот на млади на Општина Велес, истакна Христина Тодевска. Со овој конкурс се надеваме дека ќе поттикнеме и мотивираме младата популација за што повеќе го сакаат и негуваат мајчиниот јазик. Ние како Совет на млади продолжуваме, не престануваме овде, продолжуваме со разни дела, обуки, работилници, како што ни се предвидени и поточно како што е овој литературен конкурс предвиден во програмата за 2017 година. Така да ќе продолжиме со реализација не само во поглед на мајчиниот јазик, разни обуки, теми, работилници, каде што ќе развиеме свеста на младите во секое поле. 21 февруари, ден на мајчиниот јазик, УНЕСКО го прогласи на 30-та сесија на Генералната конференција во 1999 година. Во 2000-та година, 21 февруари е промовиран како Ден на лингвистичката и културна разновидност и мултилингвизам.
Според статистиката, во последните 3 века има изумирање или драматично намалување на бројот на јазици, особено на американскиот и на австралискиот континент. Покрај Меѓународниот ден на мајчиниот јазик на 26 септември се одбележува и денот на европските јазици. Во 1998 година стапи во сила Европската повелба за заштита на регионалните и малцинските јазици, со која исто така се потенцира лингвистичката разновидност и повеќејазичност. Се реконструира Неготинската спомен костурница. Проектот се реализира преку Вардарскиот регион, Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа. Продолжува уредувањето на просторот околу културно-историското обележје спомен костурница во Неготино. Помалку заборавено од граѓаните, градоначалникот Апостол вели дека со оплеменување на просторот повторно ќе ги вратиме неготинчани во овој комплекс максимално да уживаат и ги користат овие содржини. Со изградба на спортски трим патеки, каде што како рекреативци, така и останатите жители че имаат прилика да го минуваат своето слободно време. Таму има неколку спортски игралишта предвидено, исти ќе бидат изградени, неколку рекреативни содржини, фонтани и останата урбана опрема, клупи ќе бидат поставени, корпи за отпадоци, за да може да сите услови кои се створени да ги ползуваат сите жители на општина Неготино. Покрај спортските терени во населеното место Саат Кула, во тека и хортикултурно уредување на уште една локација во околината, каде граѓаните ќе можат слободното време да го минуваат во спортување, одмор и релаксација. Одлучивме покрај спортскиот комплекс Младост, каде што веќе има повеќе игралишта, таму покрај рекреативците, гледаме дека и професионални екипи и поединци спортуваат во попладневните часови, како тенисери, фудбалери, ракометари, и мислам дека со тоа ќе дадеме една побогата содржина на спортско рекреативниот ангажман на граѓаните и на младата популација во општина Неготино. Целата работа Проектот се реализира преку Вардарскиот плански регион, Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа. Општинската организација на Црвениот крст, како и секоја година, ја одбележува неделата за борба против срцеви болести под мотото "Со позитивни мисли до поквалитетен живот". Од денес до 28 овој месец, Црвениот крст ќе одржи низа активности преку кои ќе се едуцираат граѓаните како да се заштитат од овие заболувања. Под мотото "Со позитивни мисли до поквалитетен живот", Општинската организација на Црвениот крст ја одбележува неделата на борба против срцево-садови заболувања, согласно календарот на традиционални активности. Од 21 до 28 февруари, Црвен крст ќе одржи низа активности преку кои ќе ги едуцира граѓаните како да се заштитат од овие заболувања. Суштината на оваа недела е да се подигне општествената свест, значи свеста на луѓето за значењето на кардиоваскуларните заболувања, за нивната појава и постоење во нашата средина. Од друга страна, да се утврдат факторите кои што влијаат врз зголемување на бројот на заболени од кардиоваскуларни заболувања. Кардиоваскуларните заболувања се причина број 1 за смртност како во светот, така и во земјава, а возрастната граница е се помала. Целта е да се влијае кај населението, да се намалат ризиците од кардиоваскуларните заболувања на кои може да се влијае. Нашето секојдневно е животот што го живееме, начинот на кој што го живееме и како може да влијае врз појава на кардиоваскуларни заболувања. Утврдено е дека постојат така наречени фактори на ризик или фактори кои што делуваат врз зголемена појава на кардиоваскуларни заболувања. А кои се тие? Во однос на начинот на живење, тука имате и мајор или големи фактори на ризик. Тоа се високите вредности на мастите во крвта, тоа е пушењето, тоа е физичката неактивност, тоа е дебелината,
тоа е нездравата исхрана, тоа е шеќерната болест. Со цел намалување на ризиците од кардиоваскуларни заболувања, доктор Трајков препорачува редовно да се вршат систематски прегледи, контрола на притисокот, на 3 месеци да се проверува маснотии во крвта, ЕКГ прегледи барем на 6 месеци и зголемување на физичката активност. Во однос на исхраната, препорачува поголем внес на свеж овошје и зеленчук, а помалку месо и маснотии. Над 3100 жени отвориле собствени бизниси во периодот од 2007 до 2016 година, само со подршка на стимулативна мерка на владата. Кај жените зголемен предприемачкиот дух и се повеќе жени отвараат собствени бизниси. Директорката на Центарот за вработување на град Скопје Слободанка Алексовска денес подпиша меморандум за соработка со Сдружениот граѓанскиот сектор со цел вклучување, подршка и поттикнување на што поголем број на жени за самовработување, отварање на собствен бизнис и зголемување на нивниот предприемачки дух. Вестите од Македонија во продолжение. 30 едукативни работилници ќе организира Фондот за здравствено осигурување со цел на пензионерите да им ги презентира нивните права од здравственото осигурување. Ова е важна активност на фондот затоа што пензионерите се една од најголемите категории по бројот на осигуреници, вели Сашо Стефановски, директор на ФЗОМ. Тој посочува дека годинава на овие работилници очекува 5000 пензионери да слушнат за своите права, особено за правото на бесплатно болничко лекување. Ваквите работилници се од огромно значење за пензионерите, вели првиот човек на пензионерите Драги Аргировски. Грама килограми хашиш смола се спречени за нелегално внесување од царинските службеници на аеродромот Александар Велики. На 18 овој месец пристигната е пратка испратена од Словенија во царинска испоставка Александар Велики Скопје. Одсек стоковно царинење за примач физичко лице од Скопје со опис на стока едно парче, кое имало вредност од 20 евра. Вака информирана царинската управа во коригираното соопштение кое претходно информираше за 1 килограм. При физички преглед на пратката од страна на царински службеник во присуство на представник од курирската пошта, превозник на пратката е пронајден хашиш смол наркотична дрога. Царинската управа против осомничениот ќе поднесе кривична пријава до надлежното јавно обвинителство. Повеќе од 20.000 деца во Хрватска буквално гладуваат, а единствен топол оброк им е оној што родителите им го носат од народна кујна. Председателот на албанскиот парламент Илир Мета по средбата со косовскиот колега Кадри Весели го поздравил подпишаниот договор за демаркација на границата помеѓу Косово и Црна Гора. Вестите од светот во продолжение. Најнови откритија во сончевиот систем е темата на големата пресконференција која ја најави Американската вселенска агенција НАСА на 22 февруари. Во соопштението се очекува НАСА да објави откритија за бројни информации за екзопланети, планети кои кружат околу звезди во сончевиот систем. Екзопланетите, вонсоларни планети, моментално представуваат вселенски тела во кои се вградени големи надежи кога е во прашање животот во Вселената, бидејќи за многумина од нив се покажало дека лечат на Земја и може да имаат услови за живот, објави Индепендент. На оваа конференција на НАСА се очекува да присуствуваат астрономи и научници од цел свет, а истата ќе биде пренесувана во живо. Воедно публиката ќе може да поставува прашање за време на преносот, користејќи го хаштагот AskNASA, а по конференцијата ќе биде отворена и Ask Me Anything, дебата на сајтот reddit.com. Повеќе од 20.000 деца во Хрватска гладуваат. Риечки новини спишува дека секое пето дете живее под прагот на сиромаштијата. Единствената сигурна храна за овие деца е оброкот кој што нивните родители го носат од народната кујна. Според податоците на УНИЦЕФ, родителите немаат никаква можност да обезбедат воншколска активност. Со цел да се подигне свеста за лошата состојба во која се наоѓаат овие деца, волонтери од Центарот за културен диалог во центарот на Риека лепеле налепници на кои што биле испишани поразителните бројки.
Председателот на албанскиот парламент Илир Мета по средбата со косовскиот колега Кадри Весели го поздравил подпишувањето на договорот за демаркација на границата помеѓу Косово и Црна Гора. Мета испратил и апел до претениците во Косовското собрание да го ратификуваат истиот. На ратификацијата на овој договор жестоко се спротивставува косовската опозиција. На заедничка пресконференција со Весели Мета изразил поддршка и на продолжувањето на диалогот помеѓу Белград и Приштина. За Мета неприфатливо е апстењето на поранешниот косовски премиер Рамуш Харадинај во Франција. Според него ова било потврда за недостиг на волја кај властите во Србија за нормализирање на односите. Весели нагласи дека Приштина ќе продолжи со ангажирањето околу прашањето за ратификација на договорот за демаркација, а изрази уверување дека Харадинај наскоро ќе биде на слобода. Денеска имавме претежно сончево време со локална облачност, проследено со слаб северозападен ветер. Максималната дневна температура достигна до 15 степен. Да ги погледнеме деталите во продолжение. Ова е последната информација за денеска. Имајте пријатна вечер со програмата на КАР.